Целата денешна емисија сакам да ја посветам на мојата драга пријателка и колешка Ерда. Она не го знае тоа. А инспирацијата ја добив од нашите ручеци кои ги имаме додека сме на работа. Колешки сме и работиме во некаја работно време од 9 до 6, што значи ручекот секогаш го имаме на работа. Единото милено јадење е печено говецко. Печеното говецко во суштина бара многу вештина за да добиете соодветен производ кој на крајот ќе има перфектна влажност внатре, совршено испечена кора, а ќе биде еден нежен оброк кој може да го збогатите со се она што ќе го додадете. Јас денеска решив да направам печено говецко кое ќе го направам на начин на кој се прави филе мињо. Тоа е начин на каде што телешкото месо, тоест јунешкото, моето јунешко денеска, предна плешка, заедно со маснотијата, ќе ја исечам на некои си 3 сантиметри дебелина. Сакам да ја замотам, да ја изврзам убаво со коноп, да ја наполнам внатре со мало изненадување и начинот на кој денеска сакам да го подготвам ова телешко, според мене е врвот на сите рецепти кои до сега сум ги смислила. Убаво парче месо, килограм и половина. Најпрвин ќе почнеме убаво да го истапкаме. Ова е многу важно во процедурата, мора да биде скроз суво, оставено на собна температура. Зошто е тоа важно? Заради тоа што сите сокови кои ги има од надвор треба да ги истапкаме, да ги собереме, за да дозволиме маснотијата да биде запечатена внатре од кожата, а ние да му додадеме дополнителна маснотија, бидејќи ќе го печеме без фолија, ќе го печеме само со сопствените масноти. Почнуваме. Суво е парчето на собна температура, извадете го околу час пред да почнете да го готвите и ставете убаво масло, јас имам ладно цедено, и ќе почнете да го масирате. Дајте му време за масажа, оноку како што вам ви треба. Едно 5 минути добра масажа, за да се втрие целокупното масло кое сте го додале, односно да навлезе во подлабоките слоеви. Јас убаво ќе го измасирам. Ќе му посветам внимание и љубов од двете страни. Значи готово е, втриено е маслото, кога ќе забележите дека нема мали како кадички собрани со течност, со масло, односно тоа значи дека целосно месото го впило маслото. Користам ладно цедено, бидејќи мислам дека таа арома на маслинката, таа горчлива нишка на маслиновото масло е одлична во додаток на се она што ќе додадам внатре. И продолжуваме повторно да даваме љубов со сите оние работи кои сакаме да ги додадеме внатре. Ќе искористам само 4 состојки. Ќе го засолам, за да биде слоевито засолено, и ќе ставам бибер, црн бибер, убаво и тоа ќе го измасирам. Ќе му дадам малку путер, да му помогнам да стане помеко од внатрешна страна, да биде една нишка, едно изненадување во позадина, во таа мекост и сочност која ќе имаме од филе мињонот. И ќе му ставам едно гранче рузмарин. Рузмаринот не е за да го јадете, значи секогаш кога ќе го исечете месото, рузмаринот гранчето ќе го извадите, заради тоа што многу е важно само да го пушти сокот, меѓутоа да имате само мекост внатре во месото. Ќе почнам да додавам една по една од состојките кои сакам да ги употребам, секако со љубов, и ќе ги масирам во телешкото. Ова е како предподготовка. Значи, масажата која вие ја правите е да ја замени онаа маринада. Доколку сакате, можете и тој начин да го искористите, апсолутно нема да се противам, и ќе имате сличен вкус на ова што јас денеска го подготвувам. Значи, може целото парче месо со сите состојки кои јас ги избрав денеска, да ги ставите во една кеса, преку ноќ да го оставите да се маринира. Доколку сакате да го убрзате времето и процесот на готвење, масирајте го и дајте му љубов на секоја состојка. Ставаме сол, убава, и го втриваме.
и љубов како што би му пружиле можеби саканиот саканата. Пуста напорен ден, кога целата на тензија е во вратот. Баш со тие движења, шијацу масажа. Чителешкото треба да добие шијацу масажа. Бибер. Истата процедура. Љубов и внимание. За да не имам толку често раце, ќе го нарасам, па ќе го измасирам. Пакет МК стигна со останатите намирници кои ми се потребни за денес. Бони, пречекај ги. За овој рецепт ви кажав дека е специфичен. Ќе употребам вино. Немав. Не сум многу пијач ни на црвено ни на бело вино и секогаш кога ми треба се јавам во пакет МК веднаш за час-два е на мојата врата. Ќе го употребам одвоено во сос бидејќи мојата драга пријателка Ерда е муслиманка по вероисповест, не конзумира свинско месо и не конзумира воопшто алкохол, дури ни во готвена јадење. Бидејќи сакам да ја изненадам и сакам да направам нешто по нејзин вкус, меѓутоа да можеме и ние останатите да го исконзумираме, сосот и виното ќе ги подготвам одвоено. Да има опции за сите. Го измасирав биберот и продолжувам со онаа состојка која е тајна во моето телешко месо. Ќе ставам семе од синап потопено во сенф. Ќе ставам неколку лажици. Еве како изгледа. Златно. Баш едно мноштво на вкусови кои го имаат оној сем вкус во позадина, меѓутоа кога се вака во зрно, има повеќе време, во тој час и половина, два, додека го печеме телешкото, побрзо вкусот да навлезе во целото парче месо. Јас ќе ставам сега дарижливо 2 лажици и ќе почнам повторно да го масирам моето месо. Додека не навлезе во секоја пора. Она што треба да го запамтите за подготовката на филе мињон на овој начин е што маснотијата на месото секогаш треба да биде од долната страна. Еве мојата, значи ја оставив одоздола бидејќи ќе го мотам ралатот навнатре, значи внатре го имате мускулот. Ова е предна плешка. Гледате како се поставени влакната на мускулатурата. Ова е многу важно во сечењето отпосле, затоа што кога ќе го исечете, кога ќе го замотате, сечењето ќе оди обратно од мускулатурата, така ќе добиете конзистентно парче кое нема да се распадне на чинината. Сега додадеме уште една тајна состојка. Јас имам малку розмарин. Го измив однапред. И ќе ставам едно гранче на средина. Ви кажав, тој розмарин ќе го извадите од кога ќе го конзумирате месото и за да му помогнам, да му додадам екстра вкус. Ќе ставам помалку, сосема малку, по една плочка мекла бутер. Значи тенки плочки. Бутерот е млечна маст и таа, бидејќи е концентрирана и од животинско потекло, ќе бидат една комбинација заедно со маснотијата која ја има на самото парче месо и дополнително ќе му возможи внатре температура, бидејќи кога ќе го замотаме, температурата внатре е најмала. Ќе зборуваме малце подоцна за температурата, бидејќи е најважна кога печете говецко. Сега да се обидеме како големите мајстори да го изврземе во форма на филе мињон. Имам конап. Многу важен дел. Јас неколку пати сум го правела до сега, меѓутоа секогаш пред да го правам го вежбам. Го вежбам на следниот начин, значи ќе си го земете конопот. Еве го конопот.
Начинот на кој се изврзува месото е од кога ќе го врзате на почетокот. Значи имате само еден потек каде што со раката, значи ја ставате во врвката, вртите и таа влегува во ролатот. Сега ќе покажеме како тоа изгледа. Значи убаво замотајте го ролатот. Доколку сте почетник, не се грижете. Апсолутно има начини како да си помогнете. Земете стапче за рашнич, помогнете си, задржете си го месото. Јас ќе се правам дека не сум почетник. И измерете поголема количина која ќе остане за да можете од другата страна да го изврзете месото. Земете го конопот, ставете го под парчето месо и прво заврзете го цврсто. Затоа што тоа ќе ви биде поидовна точка. Опава, цврсто. Не само што е многу вкусен овој рецепт, мислам дека е прекрасен за намаса, преубаво изгледа и мислам дека е еден баш work of art, уметничко дело, ако успеете да го направите. Сите ќе ви завидуваат на вашите вештини. Значи, многу е важно почетокот и конецот да ви бидат на средина на парчето месо. Сртката, правите јамка, така што крајот кој треба да го повлечете останува на другата страна. Повлечете месото. Повлекувате и врзувате малечко врзовче. Продолжуваме со останатите јамки. Кога ќе дојде крајот, само земете го конецот, префрлете го на парчето месо и со истиот конец само прицврстете го долниот дел од јамките кои ги направивте. На исти начин како кога ја правевте јамката, го стегате целиот јазол за да добиете прекрасно филенињо. Не се грижете, конопот не гори во печење и е често користен за оваа техника. Јас се надевам дека добро ја објаснувам и дека станува јасно дека не е толку комплицирано, можеби делува сега вака на камера, меѓутоа навистина не е. На почетокот кога ќе научите како да ги протнувате јамките, после станува само мускулна меморија. Остатокот од кончето не ви остана мало парченце нели на првата јамка. Само протнете го и убаво врзете го, за да го стегне парчето месо. Оваа постапка е многу важна за да ги конзервира сите сокови. Јунешкото е многу важно да биде многу сочна. Имате неколку типа и неколку типови на луѓе прво што сакаат различно печено или пржено говецко. Бифтек, нели начин на кој се подготвува бифтекот. Средно печен, оној кој го викаат rare или кој е буквално жив и оној кој е препечен. Имате неколку начини како да проверите дали вашето говецко месо е доволно испечено за оној тип на печење кое вие го преферирате. Најдобро е со термометар. Го ставате термометарот, температурата внатре треба да биде 50 до 54 степени. Доколку немате термометар, немам ни јас, верувам дека повеќето од вас немате, тоа е за професионално готвење, а ние сакаме готвење дома. Најдобро да го проверите начин времето кое е потребно за да се подготви јунешкото месо е за боцкање. Доколку боцнете со стапче држнич или некоја метална, не знам, шипка, боцнете внатре, доколку истече розов сок, тоа значи дека е буквално живо. Доколку истече бел, прозирен сок, тоа значи дека е веќе комплетно подготвена. Средината треба да ја одредите нијансата на розе боја која вас си одговара. Доколку сакате трети начин, ќе му дадете на секој 400 грама по 20 минути печење на температура од 160 степени. Затоа што сакам
на посебен начин да го подготвам моето јунешко месо, односно печено говедско месо, ќе му направам една скара од моркови. Морковите вие ќе одлучите дали ќе ги конзумирате. Тие не се ставени во овој рецепт за да бидат конзумирани. Времето кое е потребно за да се подготви ова барем парче од 2 кг јунешко месо е отприлика 2 часа. Морковот му треба малце помалку. Многу е веројатно дека морковот ќе ви изгори во целиот процес, меѓутоа тоа е тука да биде само како скара, односно подлога, бидејќи нема да ставиме ниту вода, нема да ставиме ниту фолија. Едноставно ќе му дозволиме на јунешкото месо да се готви во своите сокови. Имам една голема тава, бидејќи пред крајот ќе му додадам кромит и ова филе миньон ќе го служам само со печен кромит, малку сос за тие што го конзумираат и прекрасно, сочно, убаво јунешко месо. Значи празна тава, не ја подмачкувате апсолутно ништо. Морковите. Јас имам тука 5. Значи нема да ја подмачкам тавата. И можеби ќе ги жртвувам морковите, меѓутоа ќе провериме на крајот, може и да преживеат, бидејќи се овие навистина дебели и големи, ќе ги пресечам само на половина. И ќе наредите подлога. Значи, тие треба да го одлепат месото од тавата, заради тоа што доколку го ставите на тавата, тоа може да се залепи, не користиме маснотија, не користиме вода, само топлината и соковите на месото. Затоа ни се потребни морковите, меѓутоа, не знам, мене ми се случило и да ми преживеат 2 часа и да бидат баш убави за јадење, а целите облеани во вкусовите на јунешкото месо. Измијани само, не мора да ги љупите. Ајде така. И го префрламе месото врз морковите. Тоа е тоа. Оди во рирна. Прво ќе ја уклучам рирната на 220 степени. Ќе ја уклучам на 220 степени, бидејќи многу е важно во загреана рирна да го ставите месото за да може да ги конзервира внатре сите сокови. Вториот момент со топлината што е важен од кога ќе го извадите месото. Јунешкото месо мора да одмара минимум час од кога ќе го испечете. Кога се пече месото, тоа ги испушта сите сокови, а кога го одмарате, ги впива внатре и прави една неверојатна ровкост. Оди во рирна, после не знам, 10 минути ќе ја намалам на 160 и бидејќи имам 2 кг месо, ќе го печам 2 часа. Месото го оставив да се пече. Температура од 220 степени. Го печев 10 до 15 минути, ќе го извадам за да му додадам она што сметам дека треба да биде прилог на ова месо. Овој пат наместо компири, наместо стандардно пире, ќе ставам кромит. Кромидот е многу благ, значи во својата содржина содржи многу шекер. Со термичка обработка тој знае да ја пушти својата блажина, нели уште повеќе да се нагласи таа благост во него и ќе биде ќе глуми компир, ќе глуми морков, ќе глуми било што треба да ви биде прилог. Јас овој пат ќе го исечам на големи четвртинки, заради тоа што сакам да се запече, да се прелие од соковите на убавото печено јунешко месо. Ќе го извадам, мислам дека е готово. Многу е важно во оваа фаза брзо да го работите ова, бидејќи не сакате да го изладите месото.
прекрасно чади. И гледате веќе почнува да го пушта целиот сок, целата маснотија, значи само ќе ги наредам, ќе го наредам кромито, четвртинките од кромито околу него. Тие се запечат. Доволно име околу час на 160 степени. Сега кога ќе го вратам назад, ќе ја намалам режната. Веќе гледате одозгоре има направено убава кора, таа е цврста, таму каде што имало кожа, а комплетно ги има абсорбирано, ги има намалено својата димензија. Секогаш јунешкото, значи од 2 кила месо ќе добиете отприлика 1.200 1.300 печено месо. Имам ловоров лист, ќе ставам врз секој кромит. Брзо ќе го правите ова за да не ви се изглади месото, односно да не почне да ги пушта своите сокови. Само ќе засолиме. И ќе ставам помалку маслиново, додека не се пушти сокот, за да не ми изгорат. Малку само, наврз секое. И го враќаме во рерна, бидејќи беше околу 20 на минути, околу час и половина, односно 2 часа вкупно печење на месото на 160 степени сега. За тоа време ќе ви го подготвам сосот. Сосот ќе го правам само од вино. Ќе заграм тенџере и ќе ставам околу 300 мл, односно една чаша црвено убаво вино и ќе го сварам виното додека не дојде на половина, односно не изврие поголем дел од количината, заради тоа што сакам алкохолот да изврие, а да се концентрира вкусот. Потоа ќе додадам 2 шолји јунешка супа и на крај сосот ќе го згуснам со 2 лажици брашно. Ќе почекам месото да ми се сготви и потоа ќе го изгребам цел оној загорен дел од тавата, целата маснотија, за да биде дополнителен зачин во сосот. Виното изври на половина и ставаме 2 шолји говедска супа, односно коцка, растворена во вода, значи ви се потребни околу повторно 250-300 мл. Удаваме и на тоа да проврие и ќе додадам отприлика 2 лажици брашна. Ќе го оставам да се згусне, ќе го промешам малку од прилика 7-8 минути и ќе го трнам на страна. Ќе почекам да се месото да заврши со печење, за да му ги земам сите оние маснотии кои ги има оставено по тавата. Сосот се згусна. Ќе го уклучам повторно за повторно да се загре и последната најважна состојка. Маснотијата во која се правеше месото. Јас директно ќе ставам малку и со помош на една вилушка ќе го изгребам ова баш подгорено делче, бидејќи сакам да биде дополнителен вкус во сосата. Ќе го префрлам моето се одмараше, ќе го извадам конопот. Не сакате да послужите коноп, еднаш го послужив, морам да ви кажам, кога го правев овој рецепт, односно филе миньон по друг рецепт, го правев за пријатели и заборавив да го извадам конопот, го послужив со коноп, они повторно, без да приметат, го исконзумира, ништо лошо не се случи, морам да кажам. Меѓутоа секогаш одстранете го
конопот пред да го послужите парчето месо. Можам само да го замислам вкусот на нежното, сочно јунешко со благиот кромит. И почнувате да го сечете. Значи, одморено го сечете во обратен правец. Тенки, тенки парчиња. И бидејќи овој рецепт го испланирав и го смислив за мојата драга Ирда, сосот ќе го послужам на страна, бидејќи ви кажав не конзумира ништо на база на алкохол, но за сите нас останатите ќе направиме една прекрасна сензација од црвеното вино, сите оние сокови на телешкото месо. Секогаш кога го конзумирате, ставете го во чинија, прелите го со сосот, прелите го и кромидот и морковот и уживајте во сензацијата на вкусови. Јас морам да го пробам, не можам да ви објаснам колку е добро подготвено. Совршено. Тоа беше мојот предлог за денеска за голема векна месо која може да нахрани цело семејство. Прекрасен рецепт за престојните слави или некој празник кој треба да го преславите во кругот на вашето семејство. А до тогаш останете ми во добро здравје.